Почитувани во студиото на Гласот на Америка во Вашингтон, разговараме со магистар Иван Другутов, кој е млад европски амбасадор и директор на Европската бизнис асоциација од Скопје. Иван, добре дојдовте во Вашингтон. Што значи да се биде млад европски амбасадор? Ви благодарам. Секогаш е убаво чувството да се биде повторно во Вашингтон, еден од главните светски центри, и навистина сум почестен што имам оваа прилика да бидам прв пат и во просториите на македонската редакција на Гласот на Америка. Да се биде млад европски амбасадор всушност значи да се биде промотор на европските вредности во една мала земја како што е Македонија. Како што знаеме, ние со кандидатскиот статус се стекнавме во првата декада од овој век, меѓутоа веќе сме 2023 година и се уште ние сме само со кандидатски статус, односно се уште не сме полноправна членка на Европската унија. Токму оваа можност која што ни стои на располагање да станеме членка на Унијата, меѓутоа и оној вакуум период кој што постои во меѓувреме, јас го доживувам како простор да влијам на промовирање на европските вредности во мојата земја и да се обидам на младите луѓе да им објаснам кои се придобивките од членството на Македонија во Европската унија и што тоа таму постои за нив, што тоа таму има за нив и зошто всушност членството на Македонија во Европската унија ќе ја направи нашата земја попросперитетна, подемократска и попристојна како држава за живење на младиот човек. Кои се активностите што ги спроведувате како млади европски амбасадори? Активностите кои што ги правиме како мрежа на млади европски амбасадори во Македонија, меѓутоа и во останатите 5 држави од Западниот Балкан, всушност се состојат од повеќе компоненти. Дел од нив ги правиме онлайн, односно преку виртуелниот простор, користејќи ги придобивките и можностите кои што ги нудат социјалните мрежи денеска, додека останатиот дел од активностите се всушност активности кои што ги спроведуваме во живо. Тие се состојат од најразлични герила акции, учествување на меѓународни денови, од всушност одржување на трибини и панел дискусии на кои говориме со останатите млади луѓе и гласно размислуваме на многу важни општествени прашања, како што е родовата еднаквост, европската интеграција, човековите права, вработливост и вработувањето на младите луѓе и сето она што за мене, но и за сите нас кои што сме европски амбасадори всушност представува она европското. Се трудиме токму тие теми кои ги доживуваме како европски, да ги донесеме дома, да ги отвориме и заедно да ги продискутираме со другите млади луѓе. Во 2019 година бевте дел од програмата за културна и образовна размена на млади лидери што се одржа во сојузната држава Вашингтон. Какво е искуството од таа програма? Да, во 2019 година бев еден од учесниците на програмата која што, како што споменавте и вие, поддржана од Бирото за образование и култура на State Department-от, а која што всушност го носи насловот Study of the US Institutes и која што се одржа во сојузната држава Вашингтон, каде што на Универзитетот Washington State University всушност имавме можност да бидеме дел од една академска, меѓутоа и лидерска програма на која беа учесници млади луѓе до 25 години, 80 најперспективни млади луѓе всушност од Европа, кои што беа распоредени, како што кажав, дел во Washington State University, а дел во останатите универзитети кои учествуваа во оваа програма таа година. Програмата се состоеше од повеќе нешта. Една од работите која што ја правевме, всушност слушавме, односно имавме предавања за меки лидерски вештини, меѓутоа програмата беше специфична и толку добра поради тоа што не беше чисто предавања кои што ги слушаме како на редовните универзитети, меѓутоа беше всушност и поврзување со локалната заедница, правење на волонтерски активности, работење на конкретен проект, кој што проект всушност во последната недела од 5-неделниот престој во Соединетите држави имавме можност да го презентираме токму тука во Вашингтон пред представници на State Department-от и да лобираме, односно да го представиме тоа на кое што работевме и да видиме како тоа изгледа од нивна перспектива и што тоа може навистина да се спроведе во нашите земји кога ќе се вратиме назад. На почетокот од ова интервју кажав дека сте извршен директор на Европската бизнис асоциација од Скопје. Што всушност представува оваа организација? Европската бизнис асоциација представува стопанска комора која што е присутна во нашата земја. Таа е всушност дел од поширокиот систем на европски бизнис организации кои што екзистираат во повеќе земји во светот, а кои што всушност се трудат да ги обединат најуспешните компании со европски капитал, меѓутоа во Македонија и најголемите македонски компании
кои што треба да представуваат пример, односно да се залагаат и се залагаат за водење на бизнис на европски начин дома, во својата земја, односно во македонската заедница. Оваа бизнис асоциација се труди на најразличен начин да представува мост помеѓу македонските компании кои што се членки на асоциацијата, европските институции присутни во земјата, меѓутоа и сите оние заинтересирани страни кои што се вклучени во сето ова. Тука влегуваат државните институции, влегуваат останатите стопански комори со кои соработуваме, влегуваат медиумите, влегува целокупното граѓанство преку кое се трудиме, преку која комуникација всушност се трудиме да покажеме дека она кое што го работиме е она кое што навистина го гледаме во Европската Унија, меѓутоа овој пат го гледаме дома, а тоа е европски начин на водење на бизнис, европски стандарди на корпоративно управување и лобирање за воведување на тие европски стандарди кај нас. Многу се зборува за заминувањето на млади од државата последниве години. Каде вие ги гледате причините и како да се запре овој тренд? Се согласувам дека миграцијата представува едно од прашањата кое што навистина многу се дискутира во Македонија, во регионот, меѓутоа и пошироко. Често пати присуствувам на дискусии, дали како говорник, дали како посетител на тие дискусии, на кои што се трудиме да дадеме одговор на прашањето зошто младите се заминуваат од Македонија и дали постои некаков начин, некаков механизам, ако не да го спречиме, тогаш да го уплажиме сето тоа. Мојот одговор е следниот. Миграцијата како основно човеково право постои и ќе постои секогаш. Јас како млад човек не сметам дека останатите млади луѓе треба да ги ограничиме со тоа што ќе им кажеме или ќе им наметнеме дека нивната родна земја е единственото место каде што тие може да се трудат да имаат просперитетен живот. Токму изминатиот период на ковид пандемијата, во кој што сите заедно се соочивме со затворени граници на државите, видовме во тој период дека младите не беа многу среќни, дека токму младите беа оние на кои можеби најмногу им беше скратено правото да се движат, да соработуваат со останатите млади луѓе, да учат, да патуваат, да се школуваат надвор. Она за кое што јас лично се залагам како индивидуа, меѓутоа и професионално, преку сето она што го работаме, да зборуваме за информирана миграција. Да не дозволиме миграцијата да се доживува како еден тренд, како една новина или како едно, да кажеме, модерно нешто кое што ни се случува по секоја цена. Јас сакам да верувам дека секој млад човек треба самостојно да одлучи каде и зошто сака таму да живее, меѓутоа она кое што се трудам и за кое што се залагам е да му предочиме на младиот човек кои се позитивните страни во таа некоја земја во која тој сака да мигрира, кои се негативните страни. Верувам дека секогаш има две страни на приказната, верувам дека има и многу причини поради кои треба својата иднина да ја градиме дома, каде што се нашите семејства, каде што го поминувавме нашето детство, меѓутоа исто така верувам дека ако секој еден човек се чувствува посреќен и поисполнет надвор, таа шанса, таа можност треба да му биде возможена. Она за кое што јас силно верувам и се залагам е дека треба да го користиме потенцијалот на луѓето кои што се дома, меѓутоа и потенцијалот на младите луѓе кои што се надвор од границите. Да не зборуваме постојано како да ги задржиме дома, туку да зборуваме повеќе за тоа дека треба да ги информираме како навистина нештата стојат, а доколку се одселат, тогаш да се потрудиме целокупниот нивен потенцијал да го искористиме и таму. Односно да видиме како тие може да бидат промотори на сопствената земја, иако физички не се наоѓаат во истата. Имате ли порака што сакате да ја упатите до сите млади и воопшто до нашата публика? Да, мојата порака всушност се состои од две нешта. Првото нешто е да кажам дека навистина сметам дека се особено важни медиумите како Гласот на Америка, кои што опстојуваат толку долги години и кои што всушност функционираат и известуваат на повеќе од 45 јазици како што е случајот со Гласот на Америка. Навистина се радувам што овој толку значаен медиум емитува содржина и на македонскиот јазик и навистина сметам дека како млади луѓе треба да ги користиме сите овие кредибилни медиуми за што подобро да го градиме своето мислење и да го оформуваме нашиот став базирано на факти и на точни информации. Тоа е едниот дел од пораката, а другиот дел од пораката е всушност охрабрување кое што сакам да го испратам до младите луѓе да ги користат сите оние прилики кои што им стојат на располагање за доедукација, за дооформување на својата кариера, за дооформување на своето образование, меѓутоа да се потрудат тоа да го пренесат и на останатите своји врсници. Навистина сметам дека лидерите на денешницата и лидерите на новото време кое што доаѓа може да се наречат навистина лидери ако она кое што го знаат и го умеат
да го пренесат исто така и на останатите млади луѓе, односно на генерациите кои што доаѓаат после нив. И за крај само би додал дека она кое што навистина ме научи програмата во 2019-та на кое што присуствував во Соединетите држави, кое што беше програма особено важна за мојот личен и професионален развој, е дека вистинските лидери создаваат други лидери. Ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам.